Гледате Еден на еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. Денеска на гости ни доаѓа екипата од Зевзекманија. Тоа е една од ретките емисии кои што се бават со политичка сатира во земјава, па по тој повод решивме да имаме едно Skype интервју со човек кој што е честопати на другата страна од сатирата, ако така можеме да кажеме, во живо. По Skype, од странство, го имаме нашиот поранешен веќе премиер Зоран Заев. Здраво, премиере, тоест мислам сега како му доаѓа, не сте премиер. Уште ли ве нарекуваат премиер? Се уште, господин Заев? Уште ме жаре, бе. Зошто ме да не ме викаат, бе? И здраво, за еден на еден. Исто тоа ти е како председател. Еднаш ако си председател, за секогаш си. Ние ги следиме на Фейсбук, председателот Клинтон, председателот Обама, председателот Трамп. Да, ама, значи, тоа е премиер во Америка, кај нас па така не е баш, мислам. Добро, жаре, не е. Кај нас Ѓорѓи Иванов да го вика некој председателе, па мало сутра. Добро, да, нема врска. Океј, имам неколку прашања за вас, господине Заев. Шо бе не можете да го научите, бе? Премиере Заев, бе. Премиере Заев, се извинувам, премиере Заев. Прво прашање, дали гледате Зевзекманија? Еве, како реагирате кога ќе видите некој да прави шега на ваша сметка? Од една страна, не е лесно. Пробуваш, се најдобро. И некој таму да те зафркава. Не е лесно. И јас сум човек. Ама од друга страна, па ете, ако може со Трамп, зашто бе да не може и со мене? Сега добро, Доналд Трамп е милиардер. Политичар, има и бизнеси. Јас сум само обичен, скромен човек. Со саламче, со лепче. Тоа е. Хуморот не бира, бе, жаре. И дали си богат или не. Исти, и за сиромаси, и за богати. Така е, точно. А ви се допаѓа ли некој, да речеме, што конкретно прави шега или правил шега на ваша сметка? Не знам, имате ли фаворит Сашко Коцев ли, Бубамара ли, не знам, вчерашни новости, некој да ви се допаднал посебно? Имаме и фаворити. Еден дечкото од еден на еден, многу добро ме глуми. Се смееме со фамилијата. Баш сите си го викам. Леали исто ко Зоки на ТВ-то. Многу се смееме, бе, жаре. И на нас ни се допаѓа. Тој од Куманово многу е добар, да ви кажам право. А има ли нешто што не ви се допаѓа можеби во целата оваа работа, во сатирата? Например, нешто со кое можеби претеруваате? Тоа има, бе, жаре. Фала што ме праша. Тоа дека не сум говорел англиски. Повредува тоа, бе, жаре, бе, не е лесно. Пред некој ден, еден пријател ми вика, Зоче, бе, на интернет вела дека не знаеш англиски. Има ли вистина во тоа? Дали имало? Вистина? How yes, no? Како да не за тие што не знаат англиски? Нема, бе, жаре, бе. Не е точно. Премиер, во право сте, извинете што ве прекинувам, во право сте, туку гледам дека сте излезени, надвор сте од државата, не би сакал да ви одземаме многу време, па ништо, само да ви се заблагодарам би сакал. Излегов, бе, жаре, малку, да се видиме со еден стар пријател, големам видено одамна. Ме викна на гулешче, па со моторче за неколку часа, си стигаме до Пешта, бе. Патувањата се богатство. Нема поголем благодет за душата. Тоа нека биде мојата порака и за гледачите. Ви благодарам за пораката и се убаво таму, на здравје и се најдобро. Се најдобро, Македонија.